Мрежата Сити изминатава година воспостави систем кој треба да овозможи вишоците на храна наместо во ѓубре да завршуваат кај ранливите категории и семејства на кои им е потребна. Годинава системот е поддржан и од Министерството за труд и социјална политика и Фондот за иновации, со цел да се види неговата одржливост и евентуално да се размислува од привремено да стане системско решение. Станува збор за систем кој има за цел вишокот храна кој е во добра состојба и безбеден, да не заврши на депониите, туку да се пренамени онаму каде е неопходен. За големината на промената што ја овозможува, зборува фактот што изминатиот период 210.000 оброци се донираа на повеќе од 3.300 граѓани, рече денеска координаторот на мрежата Сити Блаже Јосифовски на доделувањето на наградите и признанијата на поддржувачите и на волонтерите, вклучени во активностите изминатата година. Овој систем треба да ги промени состојбите и фактите кои покажуваат дека Македонија е земја која е на 10-то место во светот по фрлање храна, во услови кога околу 460.000 граѓани живеат под прагот на сиромаштијата и не можат да се обезбедат 3 оброци дневно. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска смета дека преку ваквиот систем се постигнуваат два ефекти: помалку отпад и храна во ѓубре, но и помалку гладни во земјава. Според директорот на Фондот за иновации и технолошки развој, ова е едно од оние решенија кое ни е пред очи, но како што вели, треба само да ги видиме и храброст да ги предложиме и спроведеме. Со ова се прави разлика на животот на оние на кои храната им е најпотребна.